Благородна Ристовска од Скопје е девојката која што по професија е правник, но во душата е многу голем креативец и својата креативност ја изразува со изработка на најразлични уникатни декорации, ваков тип на шолје за чај и кафе, најразличен накид, беџови, обетки, се она што може да се направи од полимерна глина и од глина, но секако своето знаење несебично го дели и на најмалите, но и на повозрастните, сите оние кои што сакаат да научат нешто повеќе за глината, но и да си развијат својата креативност. Ова утро ќе ве запознаеме токму со Благородна и со нејзиниот бренд Фреја. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро ве најдов. Вака во една атмосфера како што се одржуваат нели работилниците кои што вие ги одржувате веќе одреден период, како настана еве Фреја и од каде дојде идејата за Фреја? Пред се ви благодарам на поканата за интервјуто и за моето гостување. Идејата за Фреја се роди сосема случајно од желба да создадам нешто свое, пред се за најблиските како подарок, буквално во предпразничниот период. Првенствено започнав со рачни изработки од волница, но подоцна, како што се развиваше целиот концепт за Фреја, започнав да истражувам и други материјали. Започнав со обична глина, како што напомена, од која што може да се изработи буквално се и се што. И подоцна преминав на полимерната глина, која што сега во подоцнежниот, тоест во последно време ја користам за декорација на чаши, изработка на накид, беџови, брошеви, буквално се и се што може да се изработи. Се она што ние, особено дамите, сакаме нели да го носиме, да се декорираме, за да изгледаме нели така по уникатно и по префинато. Каков е процесот еве на изработка на еден беџ? Не можете нели се да ни објасните, но каква е полимерната глина за работа и колку време е потребно да одвоите за еден процес да биде финализиран од почеток до крај? Во принцип, полимерната глина е лесно обработлива, затоа што е мека, иако навидом на прво гледање делува дека не е лесна за обработка, но во суштина е мека, лесно обработлива, зависно нели која ќе биде финалната изработка, толку време ќе одземи подготовката на брошот конкретно. Во принцип, колку што е поедноставен, толку помалце време одзема, но колку повеќе детали има, толку повеќе време одзема, но во суштина, кога се завршува целокупното изработување на парчето накид, дополнителни 30 минути се потребни за да се испече на одредена температура и по печењето се финализира со лакирање за да биде поодржлива и по долг рок употреблива. Во суштина, еве сега да карикирам, отприлика да речеме, 1 час и пол би било потребно да се изработи некој малце по комплициран вид на изработка и дополнително уште половина час нели да се финализира со печење, со лакирање, така да закружиме на некои 2 часа отприлика дека би имало готова изработка. Сега тоа од мој аспект го кажувам, нели. Да, вие сте нели така усовршени во работата, верувам дека за почетниците, за почетниците можеби малце повеќе време би требало додека нели го осознаат целиот тој процес. Да, какви материјали се користат, односно што се потребно еве за да биде готов еден производ? Првично, нели, како што напоменавме, потребна е глината, во зависност нели дали ќе има една боја, повеќе бои. Полимерната глина исто така може да се сенча со дополнителни пастели, што значи дека може да се користи само бела, па дополнително во зависност од изработката да се додаваат разни бои, нијанси за да добие малце пореалистичен изглед. Искрено јас на почеток и многу импровизирав со алатки, со тоа што не ги користев баш оние нели стручни професионални алатки. Може да се импровизира за почетници, значи не е тоа никаков проблем и не влијае на изработката. Сакам да кажам од аспект на обичен скалпел, ноже или што и да е со кое што би можело да се исече или па дури да се скрши. Самата глина во процесот на моделирање исто така може да се користи сукалце, сам сега има многу по софистицирани, понапредни алатки, но не е тоа пречка за некој што сака да започне да се бави со хобито, нели немањето на алатката па тоа да го спречува. Во суштина потребна е глина, потребни се алатки или пак импровизирани алатки.
нешто значи кое што би послужило за ситни детали, евентуално за нивно лепење, додавање и на крајот нели лак за финишот за да ја заштити изработката. Во суштина не е потребно кој знае колку многу за почеток. Да. Благородно, од каде црпите инспирација за толку најразлични модели да изработите и да правите? Генерално инспирацијата ми доаѓа буквално од природата, од љубовта кон природата, љубовта кон животните, љубовта кон музиката. Се и се што нема нешто конкретно да кажам дека баш тоа само ме инспирира. Исто така, значи има огромно влијание и периодот, нели, дали ќе бидат новогодишни, божитни празници, доаѓањето на пролета, летните сезонски денови. Мислам, се има на некој начин влијание и што е најбитно, нели, креативното расположение на човекот кој што создава во моментот, нели, значи буквално што те влече, што те инспирира, генерално мислам дека тоа има најголемо влијание, што во моментот ќе седнеш и ќе создадеш буквално. Да. Оно што доста интересно дека и вие несебично го делите вашето знаење на младите, на дечињата, но секако правите работилници креативни и за возрастните, па каде се содржуваат работилниците и како може да се пријават сите оние кои што сакаат да бидат дел од вашите работилници, да учествуваат и да научат нешто ново. Да, првично идејата ми е тоа што јас го имам веќе стекнато на некој начин, сум само ука, нели, во целата оваа интересна креативна работа, би сакала да го поделам со сите кои што имаат интерес, затоа што сметам дека секој во себе си носи некој креативец кој што само треба соодветен момент да го разбуди и навистина е многу интересно, опуштачко и буквално значи во овие динамични времења каде што сите сме запоседнати со дигитална технологија и со телефони и со се што не обкружува, многу е битно човек кој ќе си одвои време за себе и ќе си создаде нешто свое. Значи, навистина е многу интересно и креативно и опуштачко. Тоа ми беше идејата да им го пренесам тоа како искуство и да им отворам нови хоризонти на други луѓе кои што би сакале да се пронајдат во тоа. Исто така, значи, да, како што напомена, организираме работилници. Првенствено започнав со организација на работилници во игротеките, каде што беа учесници дечињата. Претежно, значи, ги објавуваме сите настани на мојот Инстаграм профил. И нели самите игротеки го промовираат, но генерално таму се црпи информација каде и ќе се одржува и кој настан, кој датум ќе биде конкретно. За повозрастни, значи во зависност од тоа каде како би се организирале, до сега значи одржува во еден од кафичите во Скопје, сега значи почнуваме тука. Поточно веќе во декември одржувавме новогодишни, па сега значи пред 8 март одржавме исто 2 работилници во овие простории на книжарницата на Стедлер. Во иднина ќе имаме и во надворешниот дел значи работилници, што во суштина значи на мојот профил и на профилот на самата книжарница ќе ги објавуваме сите настани и ќе може да ги следите да се пријавувате. Така што ќе имаме една убава креативна пролет. Точно. Со многу новитети и со многу нови работилници на различни теми, каде што ќе можат и дечињата, но и нивните родители и повозрастните да ја изразат својата креативност и да научат нели како се работи со глината и со полимерната глина. Јас ќе ви се заблагодарам Благородна за вашето одвоено време. Благодарам и вам и слободно, значи со задоволство ве очекуваме да присуствувате на некој од нашите работилници. Секако задоволството ќе биде наше, ние да научиме нели како се работи овој тип, односно како се создаваат работи креативни благодарение на глината. Ви благодарам.